тешко, од 20 спием. Не можеме тука да исте. Тешко многу. У мала просторија сме. Нема работа, што се работи, да не мине ден. Тука сум отсуден од 1 до 5. Не кажуваат кога треба да излегнеш. Имаше 15 години. Беше ми се случил на кражба со другарите, присилно на земјата. Ме сретна таму до школата, одма полицијата и дојде комбе полиција и директно притвор беше. Една недела не е дома, кажано дека сам у дом, од полицијата не е известен. После ме осудија за тука, надвор, на отвореното. Кога си легна да спием, само мислам кога ќе излегнем. Не ќе мога да ми се повтори тој пат. Многу деца кои се во затвор или поправен дом не припаѓаат таму. Во многу случаи тие се жртви на нивните животни околности, жртви на сиромаштија, запоставеност, понекогаш и на насилство. Тие честопати завршуваат во затвор или се казнувани, едноставно затоа што се обидувале да преживеат или затоа што не знаеле да го разликуваат доброто од злото. Казнувањето не е решение. Градење правен систем за децата значи градење на систем што ќе ги заштити нивните права и ќе им помогне да го најдат вистинскиот пат во животот. Казнувањето и сместувањето во институции не е решение за причината која ги натерала децата на тој пат и може да ги изложи на уште повеќе други ризици. Така, животот на овие деца може да тргне кон полошо на самиот свој почеток. Too often, when we talk about children in the justice system, we talk about children lost in the system, somehow being isolated from the various institutions that must work together to ensure justice for children. Во периодот од 2010 до 2012 година, Европската Унија и УНИЦЕФ ќе поддржат владата во нејзините напори да направи реформи во системот, со што приоритет ќе се даде на превенцијата и рехабилитацијата наместо на казнувањето. An important part of the judicial reform process in the country relates to the justice system for juveniles and children. This is of vital importance that we know that children have particular needs, and this project precisely is geared at catering for those particular needs. Проектот вклучува активности кои се фокусираат на зајакнување на постоечките закони и стандарди, јакнење на капацитетите на стручните лица и превенција. Со предвидените активности ќе ги постигнеме следните цели: јакнење на капацитетите на нашите институции за натамошно спроведување на реформата на малолетничката правда, социјална реинтеграција на децата во ризик или децата кои дошле во конфликт со законот, превенција на малолетничкото престапништво преку спроведување на стратегијата и функционалност на локалните совети за превенција. Правата на детето треба да бидат утемелени во основата на правниот систем по мерка на децата, во кој најдобриот интерес на детето ќе биде од примарно значење. Клучно е пред се да се спроведат превентивни мерки за децата, да не дојдат во судир со законот. Мерката притвор секогаш мора да е последен избор и да трае колку што е можно пократко. It's also important that there be child-sensitive procedures in place that guarantee the fair and equal treatment of every child, that guarantee the right of a child to have his or her opinions freely expressed, and that guarantee the right of the child to be treated with dignity and respect and compassion that all children have a right to have. Во контакт со правниот систем не стапуваат само деца осомничени или обвинети за престап. Системот исто така треба да работи за децата жртви и сведоци на криминал, вклучувајќи ги оние под ризик и децата од најранливите групи. Татко ме зеде, он ме тераше, ме носеше да питам. Ако не му носив пари, ме тепаше, ме матетераше и јас не можев да беам. 3 пати сум имала жалена во социјално во тетово. Многу имам жалено и му опростив. Си замислувам утре што ќе си правам во соба, што ќе си цртам, кучицкам, луѓе, пакови. Примерно си имам сама кучичка, да се живеам тивко. Како сите што се живеат подобро до поинаку. Правниот систем по мерка на децата треба да функционира за сите деца, без оглед дали тие се во судир со законот или се жртви, за да им пружи втора шанса во животот.